Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Со интензивирање на контролите, полицијата ќе го решава проблемот со непрописно паркирање во Охрид. Охриѓани тешко се навикнуваат помош да бараат на новиот број 112. Еден од 10 македонци има некоја форма на бубрежна болест. Најмладиот пациент на диализа има 2,5 години. Денеска се одбележува светскиот ден на бубрегот. Леб, брашно и масло од денеска трговците ќе продаваат по набавна цена. Пораст на цените на становите во Струшко. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно облачно со слаби локални врнежи од дожд и снег, ветровито и студено со измерени максимални само 3 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе имаме намалување на облачноста, ќе биде уште постудено со дополнителен пат на температурите. Во петок над најголем дел од Европа стабилно време со сончеви периоди, но студено, особено студено се очекува во источна и југоисточна Европа. Над британските острови, западна и југозападна Европа нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. На Балканскиот полуостров во петок претежно сончево време со локална облачност, ветровито и студено, локално зголемена облачност. Дневните температури од -7 до +9 степени, за 6 до 10 степени под повеќегодишниот просек од годината. Во Македонија во петок ледено утро со утрински температури во опаѓање, појава на умерен мраз, минималните од -12 до -2. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, ветровите и невообичаено студено за овој период од годината. Максималните дневни во Македонија од -2 до 7 степени Целзиусови. Во Охрид во петок студено утро со утринска температура од -7 степени, а во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и студено. Максималната дневна 2 степени. Во сабота и недела студени утро, температура од -7, односно -8 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност, но студено со температура од 2, односно 4 степени Целзиусови. Во недела сончево и студено време, минималната -5, дневната малку повисока, 6 степени над нулата. Топ 7 производи со дури 70% попуст по повод 7-миот роден ден на Комодита Home. Душекот Алоe Vera сега може да биде ваш за само 3399 денари. Купете го душекот Memory со 50% попуст и добијте дополнителни 30 евра роденденско намалување. Над душекот Silver Plus 2499 денари. Сет за готвење Granitec 6149 денари. Тава Комодита 499 денари. Сет прибор за јадење Ректа 1799 денари. Перница Air Memory 1999 денари. Комодита Home. Ги прославуваме најубавите моменти од изминатите 7 години. Атва Home Центар на нова локација. Во новиот продажен простор, уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија. На едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина, без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Home Центар. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушена овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот.
Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете и во маркетите. Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Интензивирање на полициските контроли за ставање поголем ред во паркирањето во Охрид. Непрописното паркирање и запирање е зачестена појава на сите улици во централното градско подрачје. Се паркира на коловоз, на тротоари, на пешачки и велосипедски патеки. Тоа представува сериозен безбедносен проблем на кој ќе се фокусира полицијата и ќе има помала толеранција кон несовесните возачи. Жители од Стар град кои гравитираат на улицата Цар Самуил се жалат на сообраќаен метеж поради непрописно паркирани возила. Многу често тесната уличка која ги спојува Цар Самуил и улица Коста Абраш е непроодна поради несовесни возачи кои го блокираат сообраќајот. Бараат постојано присуство на полицијата за да се влијае на сообраќајната култура кај поединци. Од СВР Охрид велат дека мапиран им е проблемот со тесното грло на тој дел од градот. Полициските службеници зачестено се наоѓаат и на тој дел, бидејќи представува фреквентна улица, се со цел да не представува улицата Коста Абраш тесно грло и да имаме проблеми кои што значат запирање на сообраќајот на тој дел и на таа улица. Од тука полициските службеници често реагираат и со предупредување на лицата кои што ги оставаат возилата на овој дел, значи не само на таа улица, туку и на другите улици во градот, но често пишуваат и прекршочни пријави. Од тука во првите 2 месеци од оваа година, поради непрописно паркирање и запирање на патнички моторни возила, на коловози, тротоари, пешачки патеки и велосипедски патеки, поднесени се 107 прекршочни пријави. Споредбено со лани, значи во текот на целата измината година, таа бројка изнесува 1106 поднесени прекршочни пријави. Непрописното паркирање и запирање е зачестена појава на сите улици во централното градско подрачје. Како посебно проблематични се улица Питу Гули од болницата кон основното училиште Христо Узунов, улица Даме Груев, Аба Семин, улица Гоце Делчев, на булевар Туристичка кај основното училиште Григор Перличев, Асном и други локации. Се паркира на коловоз, на тротоари, на пешачки и велосипедски патеки. Тоа представува сериозен безбедносен проблем во сообраќајот во Охрид, на кој се фокусирани полициските службеници, вели портпаролот на секторот за внатрешни работи Стефан Димовски, посочувајќи дека полицијата ќе ги засили контролите за ставање поголем ред во паркирањето во градот и ќе има помала толеранција кон несовесните возачи. Ваквите контроли кои што ќе се вршат во наредниот период ќе бидат интензивирани, не само на улицата Коста Абраш, туку и на другите улици во централното градско подрачје, дотолку повеќе што на булеварот Македонски просветители имаме изведување на градежни активности и тоа представува основ по кој што треба зачестено и се присутни полициските службеници на тој потек, секако да нема застој во сообраќајот и да нема возила кои што се паркираат непрописно. Димовски апелира до сите учесници во сообраќајот, пред се до возачите на патнички моторни возила, да ги почитуваат прописите со цел пред се зголемување на безбедноста во сообраќајот и намалување на сообраќајниот метеж, потенцирајќи дека полициските службеници ќе пишуваат казни. Глобите за непрописно паркирање се движат од 45 до 180 евра во денарска противвредност, зависно од локацијата каде е направен прекршокот. Охриѓани ги вртат старите повикувачки броеви за брза помош и пожарна наместо новиот број 112.
До целосно информирање на секторот за повици, граѓаните може да бараат помош од службите на двата броја. Од брза помош апелираат граѓаните точно да го наведуваат градот од каде се бара медицинска помош. Новиот број 112 за повик на 4 служби брза помош, пожарна полиција и Центрот за управување со кризи е во функција 1 месец. Охриѓани по навика и понатака ги вртат старите добро познати броеви. До територијалната противпожарна единица досега нема нити еден повик од бројот 112, соопштуваат од Охридската пожарна. До итната медицинска помош охриѓани пак по навика помош бараат на стариот број 194, информира доктор Љупка Николовска, раководителка на итната медицинска помош. Ние сега уште не добиваме голем број на повици, пошто тоа е преку диспечер, работи од Скопје и граѓаните обично што слушнале за овој број се јавуваат на 112 и преку тој диспечер од Скопје ние добиваме повик за одредено место и одреден граѓанин што барал помош. Повици ќе се примаат на двата броја 194 и 112, се додека не се имплементира системот во наредниот период. Доктор Николовска до тогаш подсетува граѓаните да бидат прецизни во наведување на податоците кога ќе го завртат новиот повикувачки број. Ден апел ќе пратам до граѓаните кога ќе се јават на 112 да кажат точно што им е потребно, да кажат точно место на живење, значи град, локација, адреса, точна, телефонски број, за да не настани некоја забуна во пренесувањето на повикот. Затоа што тоа се пренесува преку диспечерот Скопје. Бројот 112 треба да го олесни функционирањето на 4 служби со координирање од едно место. Во регионални центри ќе се примаат повици за да се делува на поголем регион. Во Охрид се подготвува сектор за повици кој ќе ги опфаќа општините од југозападниот регион Струга, Дебарца, Вевчани, Дебар, Македонски Брод, Кичево, Пласница и Центар Жуп. Околу 200.000 граѓани или 1 од 10 македонци имаат некоја форма на бубрежно заболување. Хроничната бубрежна болест се предвидува дека во 2040 година ќе биде петтата болест како причина за смртност на годишно ниво. Светскиот ден на бубрегот, 10 март, посветен на истакнување на важноста на здравјето на бубрезите, годинава се одбележува под мотото да се надминат непознавањата за да се зачува функцијата на бубрезите. Во Македонија, според статистиката, околу 200.000 граѓани имаат некоја форма на бубрежно заболување. Болеста е застапена повеќе кај возрастната популација и кај машкиот пол. Во краен стадиум на болеста, кога е неопходно да се лекуваат со дијализа, има околу 1600 пациенти во 23 центри за дијализа. Најмладиот пациент на дијализа има само 2,5 години и е на домашна дијализа, а најмладиот пациент во центар има 13 години. Најстарата пациентка има 90 години. Најоптимален метод за лекување на бубрежна болест е трансплантација на бубрек. Трансплантацијата во нашата земја бележи напредок во последните неколку години благодарение на хуманоста на народот, стручноста и посветеноста на медицинскиот персонал. Кога органодарителството би било повеќе развиено и би се вршеле повеќе трансплантации, повеќе луѓе би можеле да се спасат од дијализа и достоинствено и поквалитетно да живеат со бубрежната болест, посочуваат од Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон. Вкупно 42 трансплантации на бубрези се извршени во текот на минатите 2 години за време на пандемијата, од кои 20 од починат донор. Најголем дел од трансплантираните пациенти се на возраст до 40 години. Болестите на бубрезите можат да се превенираат, навремено да се откријат и диагностицираат за лекувањето, понатамошниот третман и справувањето со болеста да биде приспособено и полесно за секој пациент. Редовно, а најмалку еднаш годишно, проверувајте функцијата на вашите бубрези. Тоа може да го направите кај матичниот лекар со едноставно испитување на вредностите на уреа и креатинин во секоја лабораторија. Се проценува дека бубрежните болести погодуваат над 850 милиони луѓе ширум светот. Хроничната бубрежна болест се предвидува дека во 2040 година ќе биде петта болест како причина за смртност на годишно ниво. 2 милиони луѓе во светот се на дијализа.
Белиот и полубелиот леп, сончогледовото масло за јадење и брашното од пченица тип 400. Од денеска трговците мора да ги продаваат по набавна цена, односно без профитна маржа. Министерството за економија денеска информираше дека профитните маржи за другите основни производи се намалуваат кај трговијата на големо од 10 на 4 и кај трговијата на мало од 5 на 3%. На листата на производи повеќе не е вклучено овошјето и зеленчукот. Мерката ќе важи за шеќерот, трајното кравјо млеко, свежото месо, сирењето, урдата, македонскиот ориз, јајцата, шпагетите и макароните. Новата одлука за посебните услови за трговија на одделни стоки е објавена во службен весник, со што стапува на сила веднаш, а ќе се применува до 31 мај. Казните за трговците остануваат исти како и предходната одлука. Со оваа мерка се сложиле и стопанските комори, информира Министерството. Градоначалникот на Охрид, доктор Кирил Пецаков, во Истанбул, Република Турција, оствари средба со генералниот секретар на Унијата на општини Фахри Солак. Унијата има 30 земји членки со повеќе од 1000 општини. На средбата се разговарало за продолжување на добрата соработка со општина Охрид и продлабочување на соработката во туризмот. Се разменувале мислења за организирање промоција на Охрид во Република Турција. Разговарано било и за размена на вработените од општинската администрација во делот на туризам со други туристички развиени општини од Република Турција. Исто така биле разменити искуства и во други области, а било и разговарано за реализација на заеднички проекти, информираат од локалната самоуправа. Акција за чистење на реката Грашница и мостот кај реката Сушица спроведоа екипи на Охридски комуналец. Од ова јавно предпријатие подготвија календар за акции за подигнување на кабаст и зелен отпад по урбани заедници. Екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец работеа на расчистување на кабаст отпад од водите на реката Сушица. Со специјална механизација се отстрануваше покуќнината која несовесни граѓани ја оставиле по течението на реката. Се интервенираше и кај мостот на реката Сушица на пресекот со улицата 15 корпус, каде се подигнати големи количини тешко разградлив отпад и разновиден шут. За надминување на проблемите кои граѓаните на општина Охрид ги имаат околу собирањето на кабаст и зелен отпад, јавното предпријатие Охридски комуналец изготви годишен календар на акциите за подигање ваков вид отпад, опфаќајќи ја секоја урбана заедница во градот. Се надеваме дека граѓаните ќе ги препознаат нашите заложби за чиста и здрава средина која не обкружува без отпад одложен покрај садовите за одложување на комунален отпад и ќе се придржуваат до горе дефинираната динамика на акциите, велат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Пораснаа цените на становите во Струшко. 1 метар квадратен достигнаа рекордни 1300 евра. Најскапи се луксузните апартмани на брегот на Охридското езеро и на кеот на реката Црн Дрим. Најголеми купувачи на недвижности во Струшко се печалбарите. Пораснаа цените на становите во Струга. 1 метар квадратен се движи од 700 до рекордни 1300 евра на поатрактивните локации на брегот на Охридското езеро и кеот на реката Црн Дрим. Најефтините станови кои денес може да се најдат во постари стамбени објекти се движат од 500 до 700 евра зависно од локацијата. Во последниве 2 години во пандемијата цените на недвижности во Струшко бележат 20% зголемување. Податоците кажуваат дека тие се големи купувачи и го сочинуваат поголем дел на колачот во аспект, но и домашните, ако може така да се каже, се озбилни купувачи и купуваат. Како податок може да се користат податоците од банките, каде што потребите за стамбен кредит секој ден растет. И од друга страна, банките, пошто за тоа е позитива за нив, со намалување на каматите го помагаат тој сегмент да се развие повеќе. Печалбарите се најголеми купувачи на станови и луксузни апартмани во Струшко. Се уште е мал бројот на странци кои купуваат недвижнини. Последните 2 години имаме еден нараст до 20% на цените на становите во Струга. Тоа сигурно не е само по желба на градежната индустрија, на изедувачите. Тука влијаат фактори
од градежните материјали, од работната рака, од тоа што секој ден новите станови се градат со подобри материјали. И сигурно еден од елементите е тоа што со ковидот се стекнав впечаток дека посигурно е да се вложува во недвижности, него да се чуваат парите во банка. До пред 2 години цените на поатрактивните станови во Острушко се движеа од 500 до 900 евра. Дополнителна причина за поскапувањето се препораките на УНЕСКО, односно забраната за градби во близина на крајбрежието. Следуваат вестите од светот. Украинскиот министер денеска се сретна со рускиот министер Сергеј Лавров во Анталија, Турција, каде што беа пречекани од турскиот министер за надворешни работи Мехмет Чавушоглу. Посредбата беше одржана пресконференција на која Кулеба рече дека дошол на состанокот за да се најде решение. Кулеба на средбата дошол со хуманитарна цел да ја напушти средбата со одлука за уредување хуманитарен коридор до и од Мариупол. Тој додаде дека не постигнале договор со Лавров. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров пак кажа дека на денешната средба покажале дека нема алтернатива за разговорот. Зборувајќи за руската страна, тој рече дека приказната за хуманитарните коридори се уште е на маса и да се разговара кои патишта се најбезбедни. Дали ќе нападнеме друга земја? Нема, не сме ја нападнале ниту Украина, рече Лавров, додавајќи дека Путин зборувал за тоа и претходно. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на пресконференцијата после трилатералната средба во Турција изјави дека Западот има двојни стандарди во однос на Русија и Украина. Тој рече дека тоа е закана за руската култура, религија, јазик и затоа Русија реагирала. Лавров рече дека Западот извршил агресија врз Југославија со бомбардирање за да ја скрши. Тој објасни дека во тоа време Западот ги поддржувал албанците на Косово и Метохија. Целиот Запад аплаудираше на тоа, како на демократија и избори. Зошто на албанците во Косово тоа им е дозволено да го прават, а на русите во Украина не им е дозволено, праша тој. Министрите за енергетика на групата 7 денеска ќе разговараат што друго може да направи Западот за да ја намали зависноста од руската нафта и газ, најави британскиот министер за енергетика Квази Квартенг. Ке имаме вонреден состанок на министрите за енергетика на Г7 за да ги разгледаме понатамошните чекори, изјави вчера Квартенг во парламентот. Обединетото кралство соопшти дека постепено ќе го укине увозот на нафта и нафтените деривати од Русија до крајот на годината и ќе разгледа можноста за забрана на рускиот природен газ, приклучување кон други земји, вклучително и САД, во обид да ја казни Москва за нејзината операција во Украина. Кина објави досега највисока бројка заразени со коронавирусот во изминативе 2 години. Кинеските здравствени власти пријавуваат 402 локални инфекции, речиси двојно повеќе од претходниот ден. При тоа се јавува и за 435 асимптоматски инфекции и 277 случаи увезени од странство. После првиот голем бран на коронавирусот пред 2 години, Кина со строги мерки за брзо време успеа да го стави вирусот под контрола. Од тогаш во земјата се регистрирани само регионални епидемии. Кинеските здравствени власти сметат дека појавата на високозаразната омикрон варијанта на вирусот во источниот пристаништен град Тијанин ќе биде предизвик за заштитните мерки. Индивидуални случаи се регистрирани во двата најмногубројни града во земјата, Пекинг и Шангај. Нови инфекции се пријавени во 7 провинции и региони, особено погодена е североисточната провинција Джилин со 165 симптоматски инфекции. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатно.